Мислам дека со право публицистот и новинар Славе Катин ја одбрал фамилијата Јановски, зашто има што да се кажува, има што да се пишува. Овие двајца браќа кои никому не им затвориле врата, секогаш биле меѓу првите во донации, било на македонските црковни општини, фолклорни групи, асоциации, друштва, радио и ТВ часови, весници, Организацијата Обединети македонци и многу други. Донатори исто така и на многу канадски друштва, зборувам парично, а не само со нивните мебели. Помагат несебично и болни, па дури и финансиски загрозени фамилии. Овие двајца племенити браќа Марко и Петре сјаат со нивната добричина што ретко мајка раѓа вакви христијани. Интересно е што Петре и Марко уште со отворањето на фирмата Јановски Каунтертап ги инволвираат своите синови иако беа уште деца, а целиот бизнис беше препуштен на Петре, а пак Марко ја правеше физичката работа, за да по 12 години застанува главен менаџер синот на Петре Џорџ, а и таму работат синот на Марко Джими и неговиот внук именјак Марк, а Никола пак другиот син на Петре си отвора свој бизнис Real Estate Broker. Ако се спомнат имењата на браќата Петре и Марко Јановски, веднаш преднаш се појавува слика на секогаш насмеани и со ангелски лица, во кои зарачи само позитивна енергија без никаква лоша позадина за некого да кажат. Навистина во животот секој има своја и лоша и добра приказна. Ќе се чуе и по некоја лоша мисла за секој ден. Меѓутоа, барем досега не сум слушнала лош збор за овие браќа Петре и Марко Јановски. Дури би рекла, може би и пилците или пилињата со гордост гледат во нив и веројатно пеат песни на нивниот немуштен јазик, во кој верувам испраќаат и благослов до Бога за двајцата нив. Секогаш срдечно примени од секој во македонската комуна и пошироко, каде секој сака внимателно да ги слуша овие двајца браќа, а за тоа помага и нивното смирено и тихо комуницирање. Нивните заслуги се препознатливи, зашто со нивната хуманна помош има добиено многу признание и благодарници, а скромните пак браќа велат: го цениме ова што ни го давате, но најважното за нас е да имаме меѓусебно разбирање со сите вас. Само така можеме да одиме сите напред и со успеси. Може би од сето ова што го гледам, авторот на монографијата, писателот, новинар и публицист Славе Николовски Катин има извонреден осет за кого тој сака да пишува и барем досега не погрешил. На крај би завршила со следното: нека сите ние се согледаме во Марко и Петре Јановски, кои се вистинскиот видик, вистинското огледало кое према мене опфаќа и светски размери и ако не друго, да се учиме на нивните грешки, но и да ги следиме делата што ги прават овие вредни, благородни браќа Петре и Марко Јановски од село Велушина. Инаку по повод 8 септември, денот на независноста на Република Македонија, сакаат на целиот македонски народ да им го честитат празникот со желба за идната година да донесе повидни резултати и за Република Македонија, и за македонската нација, и за се што е македонско.
Последните 30 минути пак да ги искористиме со прилогот, но и мој коментар на неделата, 8 септември, за независноста на Република Македонија. На 8 септември се навршува 30 години од осамостојувањето на